Дезорганизиран и мощен е слаб старт на ловната сезона на ловиштата во Кочанската котлина имаа ловците од Кочанско, кои се уште тешко се снаоѓаат со хаосот околу концесионерите и реоните кои се дозволени или забранети за лов. Децениските навики да ловат во двете ловишта, со кои порано стопанисуваше ловното здружение Осогово, а сега се под концесионерство на фирмата Текстил од Скопје, која оваа сезона нема да организира лов, тешко се менуваат, по одреден број, нема ни да ги деконзервираат пушките. На ловците им преостанаа да се зачленат во подружницата Осогово на Македонски шуми, која стопанисува со планинските ловишта, но и таму бројката на членови е нешто поголема од 100, што е далеку од очекуваното. Бидејќи никој не води сметка дали и колку ловци излегле да ловат и колку примероци дива свиња се отстрелани, останува да им се верува на коментарите на ловците дека поради сушата и сувите терени, уловот бил мощне слаб. Значително подобра е ситуацијата со ловот во соседната општина Виница, каде ловното здружение Бел Камен действува организирано и стопанисува домаќински. Бројноста на дивата свиња е во експанзија. Половците имаат возбудливи ловни денови. Бројноста е во голем број дивата свиња е во експанзија. Тоа го знаете, секаде не само на нашите терени во експанзија имаме поплаки од земјоделците, од сточарите поплаки, така да дивата свиња е во голема експанзија. Ова ловно здружение неодамна организираше предавање за превентивно действување во откривање на евентуална појава на африканска чума кај дивите свињи, со презентација како и какви примероци се земаат од отстреляното животно заради понатамошна анализа.